Македонската култура има голем углед во Германија, а интересот за изучување на македонскиот јазик и литература во моментов се најголеми од нивното воведување во наставата. Ова денес во Штип го кажа еден од најголемите промотори на македонската култура во Германија, преведувачот, публицист и експерт за Источна Европа Волф Ошлис. Ошлис, кој е автор на единствената македонска граматика во Германија објавена во 2007 година, има преведено неколку македонски дела на германски, меѓу кои и капиталното дело на Крсте Петков Мисирков за македонските работи. Тоа на вистина е немачна работа, бидејќи неговите реченици се предолги, ни пола станица, Јошки Сечев од една Мисековата реченица направив 4-5 мои реченици. Првиот контакт со македонскиот јазик Ошлис го имал во 1975 година како учесник на меѓународниот семинар за македонистика и од тогаш до сега е голем промотор на Македонија. Можности за културно представување според него државата има многу, но иако се занимава со збор, тој силата на македонската уметност ја гледа во друго изразно средство. Се музиката. Македонската народна музика е најдобриот медиум за ширењето на Македонија. За својата работа на полето на промоција на македонската култура, особено преку преводот, Ошлис денес им зборуваше на студентите и наставниците од Филолошкиот факултет, како дел од одбележувањето на месецот на преведувањето. Во овој серијал ние предвидовме по иницијатива на вработените на Филолошкиот факултет да поканиме видни истакнати стручњаци од оваа област, без разлика дали се од нашата земја или на светски рамки. Инаку на светските универзитети има неколку македонистички центри, а едни од најголемите се наоѓаат во германските градови Хале и Келн.